не е приказна само за алчноста на одредени поединци кои скрадат од буџетот за своите лични профити и лични луксузи. Ова е приказна за куршуми кои масовно убиваат луѓе. Ова се снимки од нападот на базата во Јужен Судан во 2014 година. Според истрагата на Обединетите нации, цивилните вооружени банди го изврши овој напад со тип на муниција 7,62 мм. Тоа е стара кинеска муниција која последен пат е произведена во 1972 година. Истата и причина за големата експлозија во воените складишта во градец Албанија, во која се повредија стотици, загинаа десетици, а се оштетија или срамнија со земја исто толку домови на луѓето од околината. Но документите до кои дојдовме во соработка со меѓународниот тим новинари, воден од мрежата за истражување на организиран криминал и корупција, покажуваат дека оваа муниција, наместо да биде уништена, се продавала. А од стотиците документи и разговори, водени со извори во воените и бизнис институции во Прага, Скопје, Тирана и Белград, откриваме дека околу 100 милиони рамки од овие куршуми се препакувале или транзитирале низ Македонија, за да стигнат до крајните дестинации, меѓу кои и Чешката република. Од она што до крајот на емисијата ќе го слушнете, ќе се потсетите и на многу сцени од познатиот холивудски блокбастер War Dogs. И како во секој филм што бидува, така и во оваа наша приказна, сценариото почнува многу наивно. Навидум со една обична странска инвестиција, која што треба да донесе парче леп на трпезата во еден од најсиромашните краеви во Македонија, селото Самоков во Македонски Брод. Во Македонски Брод не можете да наминете случајно или да сте на поминување. Оваа општина е како слепа улица, во која доаѓате само ако имате точно зацртана цел. Токму таква беше и посетата на екипата на Проверено во еден од најсиромашните краеви во Македонија. Една информација не донесе во срцето на поречието. Пропадната фабрика, фирма од Чешка и трговија со оружје. На 30 на километри од Македонски Брод, во близина на селото Самоков, се наоѓа старата и малку подзаборавена фабрика за производство на оружје, Сувенир. Југословенските власти во раните 80-ти години од минатиот век ја одбрале токму оваа локација за да го изградат војниот капацитет. Затскриен зад густа шума со многу мала фреквенција на сообраќај и население од кој најголем дел добило работа во фабриката. Самоков во тоа време беше мал Париз, носталгично се сеќаваат поранешните вработени во Сувенир. Тоа е за жал пропастена фабрика, која фабрика во времето многу беше на светско ниво и по квалитет и по квантитет. Сувенир десетина години работел со полна парја, се произведувало разни типови на муниција, а извозот генерално бил во поранешна Југославија. Ние бевме еден концепт, произведувавме и само за натрешно во државата, тогашна Југославија. И сите се знаеше, имаше плански, толку муниција треба да се направи за армијата, толку муниција треба за полицијата, милиција тогаш беше, за милицијата и се си беше програмирано. Со распадот на Југославија почнува и пропагањето на фабриката. Постепено се намалува производството и нема пари за плати на над 500 вработени. Во 2004 година фабриката заминува во стечај. Стечајниот управник ја огласува за продажба на почетокот на 2006 година, кога се јавува само фирмата Олимпијаки Индустри од Грција и ја купува за 500.000 евра. Но бидејќи грчкиот инвеститор не ги исполнил условите од договорот, доверителите одлучуваат да го раскинат и бараат стечајниот управник да најде нов купувач. Во јуни 2006 година се менува власта. Доаѓа гарнитурата предводена од Никола Груевски. На чело на тајната полиција застанува Сашо Мијалков, прв братучет на Груевски и бизнисмен кој има неколку компании во Чешка. По 2 години од доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН се именува нов стечајен управник на Сувенир, Драган Филиповски од Гостивар, кој распишува јавен повик за продажба на почетокот на 2008 година, а почетната најниска цена е 1.900.000 евра. Имало многу заинтересирани фирми, но понуда дала само една – Real Trade од Прага. Нудела 1 милион евра, што било неприфатливо за доверителите. На следните два јавни повици, повторно како единствен понудувач се јавува чешката фирма.
Со секоја наредна лицитација се намалува и цената на сувенир. По последниот трет пат, Real Trade ја купува за 1 милион евра. Не капацитетот, туку само погоните. Во 2010 година чесите ја формираат Sumbro Trade, име под кое работи сувенир до ден денес. Собственик е големиот чешки гигант, производител на оружје Excalibur, преку нивната фирма ќерка Real Trade Прага. Оваа странска инвестиција Груевски не ја најави во негов стил, со 300 фанфари, дека ете конечно имало спас за распаднатата фабрика и дека е најдено решение за екзистенција на многу семејства. Туку за оваа бизнис делка не се зборува многу гласно. Се до 2013 година, кога во едно интервју за македонски портал, кога тогашниот директор на Sumbro Давид Јунг вели дека чешкиот газда е подготвен да произведува за НАТО. Оваа изјава на Јунг е контрадикторна со оглед дека работниците кои останаа без работа пред стечајот се надевале дека нивната голгота завршила и дека чешкиот газда ќе ги врати во погоните. Но речиси ниту еден од старите работници повеќе не имал пристап во кругот на фабриката, туку во Sumbro биле вработени нови лица, неквалификуван кадар. Па мислам дека собственикот сега што е дојден, тој е дојден само за пари. И тоа партиски војник е, тоа со гаранција гарантирам дека партиски, затоа што бидејќи ги знам работниците што работат таму се нови работници, а ние што бевме старите не викна. За да прават нешто треба да има стручен кадар. Јас кога бев имаше 30 инженери и водеа фабриката 30 инженери. Во Sumbro како да има завет за молчење меѓу вработените. Однатре излегуваат многу малку информации што точно се произведува во фабриката. Еден поранешен вработен кој таму бил до 2015 година за проверено изјави дека до тој период имало многу мало производство и дека во најголем дел само се препакувала стара амуниција која потоа завршувала на непознати дестинации. Такви информации слушнал и Митро Јосифовски. Спекулации постојат дека обичниот граѓанин овде во селово викаат перална на пари дека. Чешкиот инвеститор со години имал повластена позиција кај поранешната власт. Не само што него испочитувал купопредажниот договор да вработи одреден број на луѓе и да вложи околу 7 милиони евра, туку молкот на поранешните вработени го купувал со кеш пари. Молчеле и судиите. Ни имаат само дел дадено, процентуално, а никаков документ, значи, врз основа на кој документ да ни дат за париве, што сме ги зеле. А тоа е минимално. И од грекот кој е продадо и од овој Чехов, значи, ни поделија на вработениве некој процент, а документ не ни дадо. А како го толерираат? Како судот, стечајниот управник го толерираат овој чешки инвеститор? И сега мене тоа не ми е познато како го толерираат, затоа што знам дека одбор на доверители во последно време, значи, воопште не се свикуваат. Се да се наврата мина тоа, во одбор на доверители имат незаконски некои, како да се изјаснам, председател на одбор на доверители е една господја адвокатка од Кичево, која што, значи, воопште нема никакви побарувања, е председател на одбор на доверители. Во македонски Брод нема човек кој не слушнал дека за оваа региосна оградена сувенир се крие сомнителен бизнис вреден милиони евра. Но овие информации засега остануваат да кружат само меѓу луѓето во македонски Брод. Оваа македонска недојдија успеа да ја најдат трговците со оружје дури од Чешка, но во Самоков патот никако да ги одведе инспекторите и обвинителите. Но што се работело во Самоков, во македонски Брод сите овие години? Документите од царината до кои дојдовме покажуваат дека постоел единствено минимален извоз на нешта како туш-кабини или грејачи. Муниција не се произведувала се до 2016-та, но активности имало. Експлозијата во градец Албанија уби луѓе, но она што за едни беше несреќа, за други се претвори во бизнис шанса, и тоа за две чешки фирми. Едната на тајкунот Мартин Дрда, другата на Јарослав Стрнат. Во периодот од 2010 до 2015, потикнати од албанската влада, Real Trade Прага купуваат десетици милиони рамки од забранетата муниција. Ова го покажуваат документите од државната албанска компанија Меико. Освен муниција, од Албанија им е продадени над 100 тони RDX експлозив, ризичен експлозив, заради кој американските дипломати
често ја предупрезуваа земјата партнер во НАТО. Стрнат е армиски тајкун и близок бизнисмен до чешкиот председател. Во последната изборна трка, тој беше и најголем донатор на кампањата на Милош Земан. Неговиот пријател председател пак е познат евроскептик, близок до Москва, но и голем поддржувач на воената индустрија. Македонски политичар инволвиран во лобирањето на сделката при продажбата на фабриката во Самоков, а кој не сакаше да го открие својот идентитет, тврди дека за чешките бизнисмени единствено било важно да се добие лиценцата. Ситуацијата е навидум едноставна. Муницијата и експлозивот биле продадени на Real Trade Прага. Тоа го потврди и директорот на Меико. Чешката фирма не негира дека купувала, но тврди дека го купиле почитувани армии. Одбиваат да кажат кои. Според протечените мејлови до кои дојдовме, патот на оружјето од 2010 до 2015 одел преку Македонија и Србија за да стигне во Чешка. Повеќе протечени мејлови одработени кај Стрнат покажуваат како се водел бизнисот. Дел од овие преписки се и пред чесите воопшто да ја купат фабриката во Самоков. Имејловите, пратени на потенцијални бизнис партнери од Балканот, укажуваат дека неговите фирми барале да купат многу муниција и уште муниција. Се бараат 100 милиони парчиња од опасната 762 39 мм. Тие потврдуваат дека Стрнат лично се вклучил во овој бизнис. Документите откриваат дека еден од неговите директори бил во контакт со повеќе трговци со оружје од Србија, обвинети за различни видови на криминал. Во март 2010, според имејлот од друг директор на Real Trade Прага, Петар Русек, до македонскиот бизнис партнер, насловен како строго доверливо, Русек открива контакти за купување на кинеската муниција од Меико. Имејлот беше препратен и до Стрнат и до уште еден од неговите предпоставени. Во друг имејл пак, Русек замолува известен србин да му посочи контакт за помош од известен господин Трничич. Трничич би обезбедил сигурен транзит на еден шлепер со муниција преку Србија. Овој имејл покажува дека транзитот преку Македонија и Унгарија веќе е договорен и ја потврдува рутата на движење која се појавува во документите од Меико. Шлеперот би требало да биде првиот од многуте, пишува Русек. Во меловите се бара помош и од Петар Црногорец, озогласен трговец со оружје и директор на ЦРП Импекс, кој се сомничеше за сделки со сириските бунтовници. Вработени во Самоков кои сакаат да останат анонимни, потврдуваа дека во Сумбро производство речиси и нема. Често само препакувавме работи, добивавме да речеме големи кутии, не ги отваравме, но ги менувавме етикетите. Документите до кои дојдовме покажуваат дека во 2016 и 2017 се извршил извоз на муниција од 9 мм во Словачка, Чешка и Украина. Но што се случувало во Самоков во 2012 е навистина чудно. Додека Сумбро извезувало туш кабини, фирмата мајка Real Trade Прага во 2010, 2011 и 2012 низ Македонија транзитирала со оружје од опасната муниција. Класифицираните документи од царината до кои дојдоа новинарите покажуваат дека низ земјава поминале 143 пратки со муниција и оружје, меѓу нив и од онаа кинеската. Количини и цени нема, само типови, како проектили, муниција од различен вид, но и неспецифицирана муниција. Во меловите кои протекоа, логистика на чесите биле вработени во Министерството за одбрана, вработени во Сувенир и лица со длабоки контакти во политичкиот живот во Македонија. Real Trade Прага уште е тука во Самоков, со сите лиценци и со сите дозволи за трговија со оружје, а од скоро подновени и со фабрика во Србија. Во оваа приказна се вклучени низа меѓународни и домашни компании, евроскептични председатели и серија ноторни балкански карактери. Во секоја приказна во која се споменува името на поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков, неодменлив дел си неговите бизнис партнери и пријатели. Од земјава, но и од Чешка, местото каде што браќата Мијалкови поминуваат голем дел од својата младост. Ова се снимки од неодамнешното отворање на фабриката 14 октомври во Крушевац, во Србија. Премиерката Ана Брнабик заедно со чешките бизнисмени од Чехослова Груп, но и Воислав Спаравало ја отворија новата чешка инвестиција.
Јарослав Стрнат и Спаравало се партнери, а тука ќе се произведува оружје. Опозиционерот Вук Јеремик ги обвини Спаравало, Мијалков и Груевски за перење пари. A ja pozivam naše istražne organe da pre nego što to dođe u javnost iza Skoplja, da sami istraže 14. oktobar. I neka počnu od direktora koji je postavljen, gospodina Vojislava Sparavala. I neka počnu sa tim da ga pitaju u kakvim je odnosima sa Sašom Mijalkovom, da li ga poznaje i da li imaju poslovne i bilo koje druge veze i kontakte. To će biti velika sramota. Posredi je pranje para. Проверено го контактираше јавното државно обвинителство, кое потврди дека е покрената истрага за перење пари, а дека веќе се повикувале и сведоци на распит. Спаравало и одамна познат на македонската јавност по истражувањата на новинарите кои открија дека тој и Мијалков поседувале заеднички компании, вложувале во исти сделки во Прага, а младоста ја поминале во исто училиште. Ако во Србија, неговите удели во фабриката во Крушеваc се јавни, во Македонија единствената врска до која дојде тимот истражувачи е врзана со настанот 2015 година. Според сведоци, интерни документи на МНР до кои дојде тимот истражувачи на мрежата за известување на организиран криминал и корупција, на 2 октомври 2015 година Јарослав Стрнат, собственикот на Реал Трейд Прага, пристигнал заедно со Спаравало во македонската амбасада во Прага. Требале да лобираат за продолжување на неговото собствеништво на фабриката. Во тоа време инвеститорот се соочува со големи проблеми, бидејќи Сувенир АД сака да им ја одземе фабриката поради неисполнувањето на договорените обврски. Во допис испратен до тимот, Спаравало вели дека тоа никогаш не се случило. Името на Кире Шошев се споменува во протечените електронски пораки до кои дојде меѓународниот тим на новинари, а кои беа потврдени и верификувани од низа лица во овие преписки. Овие пораки покажуваат дека извршниот директор на компанијата на Стрнат, Петар Русак, контактирал службеник за јавни набавки на Македонското министерство за одбрана, за да договори средба во македонската воздухопловна база заради проверка на чешки авион. Во мејлот, Русак кажува дека средбата ја договарал Шошев. На позицијата советник на министерот за одбрана, Шошев дошол во 2000 година. Заедно со Мијалков, на 8 февруари биле назначени за советници. Во 2006 година неговата работа во одбрана продолжува, но овој пат на интерна позиција шеф на јавни набавки и логистика. Војниот аналитичар и пензиониран полковник во армијата Благоја Марковски се сеќава на Шошев како човек кој имал влијателна функција во Министерството за одбрана. Ви знаете ли нешто името Киро Шошев? Да, Киро Шошев беше помошник на министерот за одбрана за набавки во периодот кога ова се случуваше. Но факт е дека тој како помошник на министерот за набавки бил директно инволвиран во сите овие процеси на производство, на промет, на извоз, на увоз на оружје и војна опрема и за потребите на Министерството за одбрана, но веројатно и за потребите на надворешната трговија со војна опрема и оружје, и од тој аспект веројатно ги имал конците во своји раце во врска со ова случување за кое вие зборувате. Врската на Шошев со Мијалкови може да се потврди и преку една од бомбите која објави СДСМ. Ами ја и затоа му спомнав, му викам во е другар на Мијалков што сака да прави ова таму што треба. Добро, вика ајде, вика да се, не знам, да помине некое време, таму нешто спремал, па ќе го објавил. Освен работата во Министерството, Шошев долги години има собствен бизнис. Неговата фирма од Росоман Душан Кирик е најголем македонски извозник на праски, а тргува воглавно со Русија, Украина и Азербејџан. И истата ја стекнува во 90-тите години преку приватизација. Проверено за прв пат открива дека оваа фирма е дел од документите со трансакции од меѓународната афера за перење пари наречена Азербејџанска пералница. Во 2012 и 2013 година преку филијала на Данске банк од Латвија на сметката на оваа фирма биле префрлени повеќе од $100,000 од две фирми кои се сомничат дека служеле за перење пари на семејството на азербејџанскиот претседател Алиев. Проверено контактираше со Шошев, но тој одби јавно да одговори на нашите прашања. Шошев повеќе не е вработен во Министерството за одбрана. Тој пред Нова година си дал отказ. Купци за оружјето имало и неспорно е дека тоа завршило во Чешката република. Но прашање е, каде отишло оттаму? Едно е сигурно, чешката армија сигурно не би го купила ниту пак било која земја од НАТО. За оваа прилика репортерите на Проверено разговараа со едни од највидните воени експерти од Македонија. Да ги погледнеме разговорите. Тешко може да се претпостави колку се добивките од шверцот со оружје, но тие се фантастични во смисла на приход кој се обезбедува на овој начин.
но не на земјите, туку на поединци од таа подземна мрежа на трговија со нелегално оружје. И ако имаме во предвид дека современите борбени системи на НАТО, Соединетите Американски држави, на современите воопшто земји и во регионот, но и во целост во светот, располагаат со други калибри, со други многу помодерни средства, очигледно е дека трговијата со оружје цвета единствено кон Блискиот и Среден Исток и кон Северна Африка. Од тој аспект многу често може да се сретнат написи, статии, анализи дека шверцот со оружје главно завршува во Иран, Ирак, Сирија, тамо каде што се водат воени дејства, во Јемен и во некои други од Северна Африка, каде што без оглед на тоа што муницијата има одреден рок на траење, тие заради задоволување на нивните потреби не прашуваат кога е произведена таа муниција, со каков квалитет, на нив им е битно да го имаат тоа средство во одреден момент и нормално врз основа на тоа скока и цената на муницијата и оружјето во овие средини. За да се оди на мала врата, односно да се врши или шверц, или злоупотреби, или било што со оружје, тоа може да се врши само ако во таа операција се вклучени високи државни функционери, високи функционери од полицијата, високи функционери од царината, па во некои случаи и од армијата. Без таква една спрега, или како модерно се вика злосторничко здружение, тоа е невозможно, затоа што постојат многу строги правила за тргување со муниција, со оружје, особено строги правила во земјите на Европската унија, во земјите на НАТО, Соединетите Американски држави тоа го контролираат, така да тука постојат многу строги правила, особено, например, за извоз на или реекспорт на муниција од кинеско производство, од производство на Советскиот сојуз и така натаму. Земјите членки на НАТО или на Европската унија правенствено користат високо софистицирана муниција со високи стандарди и се настојува да не се купува муниција од земјите од поранешни земји од Варшавски договор, иако, например, сега некои влегнаа во НАТО и тие има се уште калашникови, тие користат оружје 7.62, меѓутоа се е тоа би званично строго контролирано. Имаше сериозни индиции дека во Македонија се препакува и дека преку Македонија се транспортира еден таков вид на оружје. Да, јас имам тоа слушнато, меѓутоа немам некои сознанија кои можам да ги потврдам, меѓутоа за да се тоа прави, значи повторувам, може само да се прави ако се вклучени високи представници на власта, Министерството за внатрешни работи, високи представници на царината, во некои случаи и од армијата. Без тоа не би можело таква операција да се изведе. Значи тоа е еден тип на организиран криминал. Добро, еве Македонија има аспирации да биде членка на НАТО. Дали едно ваков организиран криминал, дали може ова да биде проблем за нас? Јас мислам дека сегашната власт има и политичка волја и демократски капацитет за таквите структури, паралелни структури да се справи. И затоа се вршат измени, дополнени на закони за внатрешни работи, за полиција, за следење на електронски комуникации и така натаму, све према западните стандарди, стандардите на НАТО. Значи мислите дека ако државата се потруди дека не би? Значи има една така реченица која се употребува. Прво, вика не може криминал, тоа на бугарски речено, вика не може криминал да се реализира без да е вмешано ченге. Тоа значи ченге полиција. Второ, и најмоќната мафија не може да се справи со најслабата држава ако има политичка волја да се бори против мафијата. Према тоа, било која држава ако сака, колку да е
мафијата јака може да се справи со неа. Добре, се има нели сериозни индици, излегува, има и документи. Дали мислите дека јавниот обвинител треба да поведе истрага по допрен глас за ова? Секако би требало да поведе по допрен глас и ја претпоставам дека тоа ќе се направи. Корупцијата и организираниот криминал се едни од најсериозните прашања со кои во моментов се соочува не само Македонија, туку и сите балкански земји кои аспирираат да влезат во НАТО и во Европската Унија. И ова се прашања од кои нашите западни партнери бараат итно адресирање во име на стабилноста и сигурноста не само на регионот, туку и на Европа во целост. Оваа приказна нема да застане тука. Тимот истражувачи од Проверено, како и нашите партнери од проектот за известување за организиран криминал и корупција во неколку држави, работат на овој случај. Во некои од наредните изданија можеби ќе откриеме и дестинацијата на муницијата. А сега останете со програмата на 24 вести.